Добар ден, почитувани, добре дојдовте во уште една нова Телма амбуланта. Како работи срцето кај здравите индивидуи, а на кој начин тоа функционира кај лицата кои што имаат некаква хронична болест. Во последните години се почесто се зборува за влијанието на епигенетиката врз појавата на кардиоваскуларните болести. Што е тоа епигенетика? Дали со промената на животниот стил може да се влие врз здравието на срцето и крвните садови? Ќе запрашаме доктор Маја Шушлевска-Павковска, специјалист по интерна медицина, субспецијалист по кардиологија во приватната здравствена ординација по интерна медицина со кардиологија ПЗУ доктор Маја Шушлевска. Разговорот ќе го проследите набрзо по рекламниот блок. Се гледаме во студиото на Телма. Со промената на животниот стил ќе влијаеме ли на здравието на срцето и крвните садови? Ќе запрашаме доктор Маја Шушлевска-Павковска, кардиолог од ПЗУ доктор Маја Шушлевска-Павковска. Добре ни дојдовте, докторке, во студијата на Телма. Добар ден, добро ве најдов. Кокаво треба да биде здравото срце? Има ли одредени параметри до кои што се придржувате кога правите еден кардиолошки преглед? Здравото срце всушност се проценува спрема конституцијата или body surface area на еден пациент. Не имаме нормално референтни вредности, меѓутоа тие ги прилагодуваме зависно од тоа каков е пациентот, што е секако генетски предодредено и со одредени физички активности. Кај спортистите знаеме дека кога во раната возраст имаме индукција на растот со стимулација на одредени спортови, например, и пропорционално нивното срце треба да биде зголемено. Обично левата комора, која што е најчест сурогат маркер за големината на срцето, треба да биде голема максимално до 55 мм, или тоа да биде прилагодено во милилитри. Значи како волумен, зависно од начинот на кој што го мериме срцето. Но 55 мм за нашата конституција би било некоја поголема релативна големина и би рекли, би се посомневале во таков случај дали се работи за некаков проблем кој што го обтоварува нашето срце. Така што големината на срцето е релативна. Истото се однесува и во однос на десната комора, која што треба да биде околу 30-25% помала од левата комора, со оглед на тоа што таа е поинаку дизајнирана и работи во поинакви услови, бидејќи таа треба да ја снабди пулмоналната циркулација со крв. Секако, за да можат белите дробови таа крв да ја ослободат од јаглеродниот диоксид и да ја оксигенираат, како би можело да се врати во системската циркулација и да го пренесува кислородот. Така што овие димензии се условни. И еве да речам во мојата секојдневна пракса, особено кога се работи за спортисти и млади адолесценти кои тренираат интензивно, значи веќе професионално, не рекреативно, можам да кажам дека постојат одредени отстапки, па тука зборуваме за некои адаптирани димензии на левата и на десната, особено на десната комора. Па понатаму следат одредени испитувања со кои што проценуваме дали е таа адаптација веќе гранична и го обтоварува организмот, односно срцето, или се работи за една добра физиолошка адаптација кај добро тренирани, правилно тренирани млади спортисти. Значи, и кога се тренира, треба правилно да се тренира, да, бидејќи тоа го засега срцето. Да. А како чука срцето? Колкав треба да биде пулсот кај здраво лице? И тоа е исто така релативен феномен и затоа постои распон на срцева фреквенција од 60 до 85, максимална горна прифатлива е 90. Меѓутоа, што значи 90, да кажеме, за еден повозрастен човек или трениран спортист, кај кој очекуваме да има пониска фреквенција? Значи, не е само таа бројка на апсолутна прикажана, мерена или на холтер процената како просечна вредност, па имаме 75, 80, 90 или пониска. Туку еден друг параметар кој се нарекува heart rate variability. Тоа значи варијабилност на срцевиот ритам од удар до удар. Бидејќи со нашите респирации, всушност како што имаме фазни респирации, вдишување и издишување, така имаме и една игра, заемна игра помеѓу срцето и белите дробови. Овде главен координатор е вегетативниот нервен систем на кој ние можеме да влијаеме до некаде, бидејќи тој зависи пред се од возраста, од наспаноста, хидрираноста, од начинот на живење, употреба на одредени лекови, исто така кои може да влијаат на тоа. Што сакам да кажам со ова, дека помеѓу секој удар
нели контракција, имаме понатаму нели диастолна функција, релаксација на левата комора. Контракција, релаксација. На тие два феномена влијаат симпатикус и парасимпатикус и нивната рамнотежа, која што е зависна од она што претходно го кажав, од возраста, од патологијата, од начинот на живење, може да се промени или е динамичен параметар и може да се промени. Тоа значи дека здравите срца имаат поголема варијабилност, додека срцата кои што се оптеретени или се во некаков патолошки амбиент имаат промена во тој heart rate variability. Аналогно на тоа би одговорила на прашањето што значи здрав срцев ритам. Значи, индивидуален, не би третирале пациент кој има 75 просечна фреквенција во минута, доколку во ноќниот период таа е адекватно променета, имаме адекватен одговор пораст на срцевата фреквенција на напор. И едноставно така функционира, тоа е рационален одговор на срцевата фреквенција. Сигурно дека и генетика може да влијае. Имаме различна дистрибуција на фреквенција во однос на пред се врзана со начинот на живење. Оние индивиди кои се силно поврзани со физичка активност, меѓутоа која е секојдневно присутна, умерена, не во одреден интензитет, имаат подобра heart rate варијабилност. Таа ни е многу важен параметар во однос на она што би рекле дека едно срце е здраво. Кога сакаме во домашни услови да си го измериме пулсот, како тоа да го направиме правилно? Треба да научиме како да ја палпираме, значи да ја допреме радијалната артерија. Радијалната артерија се наоѓа на внатрешната страна на нашата на зглобот на раката, над зглобот всушност на раката. Тука има еден жлеб, значи мала влобнатина, која зависно од тоа колку ни се развиени крвните садови, може да биде артеријата помала или поголема. Тоа е многу важен параметар всушност во нашето секојдневие, доколку ние сакаме да процениме дали имаме пореметување на срцевиот ритам и како е полнен срцевиот пулс. Така што ако некој чувствува одредени тегоби, да речеме малаксаност, слабост, неадекватен одговор на вртоглавица, со палпација. Кои ни се стемни пред очите, така? Да. Обично ќе седнеме и да видиме колку е. Каков ни е пулсот. Дали имаме, значи тука можеме да направиме една базична проценка. Дали ни е пулсот добро полнет ако ни се врти. Значи дали сме доволно хидрирани или имаме моментална реакција одредена и пулсот, односно притисокот ни паѓа, па пулсот спрема тоа не се полни како што треба. Проблем би било кога артеријата не е доволно развиена или подлабоко поставена, или имаме масно ткиво, мускулно ткиво, значи анатомски фактори кои прават предиспозиција да немаме добар контакт со артеријата. Во принцип, таа артерија, па дури и улнерната артерија, значи тоа е паралелната артерија кон другата страна на зглобот, меѓутоа е помала и помограцилна, меѓутоа двете може да се палпираат и може да ни дадат добра информација. Можеме да се палпираме тука на вратот. Можеме да се палпираме, но не смееме премногу силно. Да не стискаме. Да, можеме, тука се наоѓаат глобус каротикус, тоа се каротидните телца, барометриски, кои што представуваат еден вид на термостат регулатори на крвниот притисок во нашето тело, кога имаме нагли промени, овде се чувствуваат тие промени во нагло станување, нагли промени во притисокот и се испраќаат сигнали за кардиоваскуларното корито да се напне, да се стегне, за да може да се обезбеди подобра перфузија на мозокот. Тоа значи подобар внатрешен притисок на крвта во крвните садови кои го напојуваат и мозокот и срцето. Значи не препорачувате во принцип да земеме тука да мериме. Блага палпација, да. Да, блага палпација, но да не притискаме премногу. Не смееме, особено не двете артерии. Тој маневар дури и ни служи кога имаме пациенти со брза срцева фреквенција, немаме всушност и основен маневар, доколку имаме тахикардија, пароксизмална, значи оние реентри тахикардии или вообичаена синус тахикардија, со една подлабока масажа или земање на длабоко воздух и напнување на коритото, напнување на белите дробови, можеме да го индуцираме тој валсалва маневар за да ја стимулираме вагалната реакција која треба да испрати информација срцето да намали со неговата работа. Сега еден интересен факт ќе представиме во денешната Телма амбуланта, кој што гласи: со секое отчукување, срцето пумпа 70 милилитри крв, 300 литри крв за 1 час или преку 2 милиона литри во целата година. Ова зборува всушност за неговата голема моќност и обемна работа. Дали со вакво темпо чукајќи возрастните лица и дали спумпува волкава количина на крв кај лица, да речеме, постар од 70 години? Сите ќе биде исто?
Да, на некој начин, но сепак не би ја земала таа бројка како 75 милилитри апсолутна во работата во однос на тие волумени кои што поминуваат низ срцето, ние користиме многубројни равенки за да можеме да процениме дали се обезбедува адекватен проток кога влегува крвта во кај валвуларните проблеми, проблемите со маните. Тука може да се случи да имаме стеснети устија, па враќање на крв и намален проток, а ние треба да искористиме одредени калкулации за да видиме дали имаме она што влегло и се испумпува. Зошто? Заради тоа што сакаме да процениме дали примера ортната валвула е стенотична или не. А можат различни фактори, например, ако митралната валвула враќа многу, тоа може да ни повлијае да тој волумен него всушност извади од равенката и тука ние можеме да се чудиме дали навистина е така или не е така. Затоа користиме повторно релативизирани изведени параметри како што е проток низ левокоморниот истечен тракт во метри на квадрат. И тоа треба да биде до 35, околу 35 милилитри на метар квадратен површина на нашето тело. Тоа ни кажува и дали всушност срцето е слабо, независно од протокот или проблемот со валвулите. Но ја би не дополнила и со уште еден факт. Значи, нашето срце испумпува и односно има околу 95 до 100.000 удари во едно деноноќие. Така што нели тоа се 100.000 удари просечно кои што треба да ги обезбеди. Тоа не е всушност проблем, бидејќи пумпата е еластична, дизајнирана да го оствари тој проток и всушност таа обезбедува релаксација во таа незина диастола која што треба да се случи во текот на ноќта или во текот кога ние мируваме. Тоа е таа рационална работа на срцето. Затоа спортистите кои што се силно тренирани и кај нив ударниот волумен е голем, тоа значи дека една контракција обезбедува поголем ударен волумен отколку кај просечен субјект во мирување. Меѓутоа, на напор, значи со побарување, спортиста треба да направи максимален врвен резултат, маратон или спринт, или не знам, кошаркарите, фудбалерите, исто така 90 минути непрекидно трчаат, вршат многу обемна работа, тие треба да обезбедат многу поголема циркулација во даден момент. Тоа срце е спремно да одговори на тоа побарување. Зошто? Затоа што ги ангажира своите дополнителни капацитети, има голема резерва и може на надпревар да го обезбеди тој волумен. А во меѓувреме се одмара. Тоа се тие комбинации на распони на срцева фреквенција и на ударни волумени. Сега во однос на што го кажавте, кај возрастните луѓе. Што се случува кај возрастните луѓе? Се случува процес на старење. И доколку е срцето здраво, нема некаква проблематика, нема прележан инфаркт, нема дилатациона кардиомиопатија, валвулите работат оптимално, мускулот всушност старее на таков начин што се менува неговата растегливост. Тоа ние го цениме на ехокардиографија со таа диастолна функција и тоа значи дека доколку не е трениран организмот, на напор потешко ќе се снага отколку некој помлад субјект. Затоа ги дизајнираме према возраста задачите, физичките обврски кои што ги препорачуваме како здрави. Со тоа што морам да напоменам дека кај здравите луѓе, кои иако имаат возраст во 7 или 8 деценија, се препорачува да се занимаваат со интензивна физичка активност, тоа значи дури 90% од максимално предвидената за нивна возраст, со постепено тренирање. Значи не се обструираат, не се спречуваат да бидат физички активни. Да бидат физички активни. Напротив, се потикнуваат. Се потикнуваат, бидејќи е докажано дека физичката активност и во таа возраст носи бенефит. Велате дека мускулната маса е некако поврзана со паметењето, така што од многу аспекти е тоа здраво, не само за кардиоваскуларното здравје, но ќе се задржиме ние на кардиоваскуларното здравје. Во последно време се прават некои истражувања кои што велат дека епигенетиката всушност е одговорна за појава на одредени кардиоваскуларни болести. Сега, докторке, најнапред што е тоа епигенетика? Сите сме слушнале за генетика, но сега што е пак ова? Тоа е еден од одговорите на претходно прашање што го зборувавме за возрастните луѓе, кај кои дури и доколку не биле одредено активни, интензивно активни, епигенетиката може да овозможи подобрување на нивната состојба и реверзија на процесот на старење. Значи, ако мускулот е релативно на еден возрастен човек од 70 години здрав, а е поне растеглив, што ние тоа можеме да го докажеме, со одредени вежби ние можеме тоа да го промениме, со одреден начин на живење. Зошто? Заради тоа што
епигенетиката, која представува дел од науката, од медицината, ги истражува ефектите на околните фактори околу нашите гени. Потекнува од зборот епи, што значи околу или над, а тоа значи дека генетските информации кои што се регулатори на функција на целото наше тело, од ниво на клетка преку системи и целиот организам, таа информација ја ефектуира во реалноста преку синтеза на одредени протеини и сигнални материи кои треба да обезбедат функцијата на клетката, а оттаму и на целиот систем. Што тоа значи? Дека гените се сместени во одреден дел од јадрото, меѓутоа околу нив, околу таа ДНК се наоѓаат промоторни гени и се наоѓаат хистони, протеини кои што ги обвиваат како клопче. И тие клопчиња се во една конформирачка, тоа значи во просторот состојба која што оневозможува активација на тие гени да ја реализираат својата функција. Значи гените се занемени, замолчани, заспани. На некој таков начин можам да со таков израз да го кажам тоа. Доколку постојат одредени материи, фактори во надворешната средина, а за тоа и физиолошката активност, или спиењето, стимул, или одредени токсични материи, или недостатокот на одредени материи, тука се јавува состојба во која што гените се некоординирани и не обавуваат својата функција. Еден од типичните, конкретен фактор во врска со спортската кардиологија што ми паѓа на памет, можам да го пишам, е дека во минатото се сметало кај одредени млади луѓе треба да се исследуваат, нели, нека одредени туку кај сите постојат барем ЕКГ основни анализи заради интензивноста на спортот на кој се изложени, потребно е да се исклучат одредени вродени абнормалности. Меѓу нив се абнормалности на срцевиот ритам, ги нарекуваме QT абнормалности, дел од реполаризацијата на срцето, кое што може да биде наследно, меѓутоа во исклучително мал процент. Кај одредени спортисти утврдено е дека тие абнормалности всушност и не биле вродени, туку стикнати, бидејќи по појавата на одредени проблеми во ритамот кај овие спортисти, се видело дека со декондиционирање тие QT абнормалности ги снемало, се вратиле во нормала. Тоа произлегло од фактот што клетките на миокардот се адаптирале за максимално да го искористуваат калциумот кој што е необходен за контракција и всушност направиле промена во изложувањето на рецептори за калциум на клетката, а тоа ние го гледаме како ЕКГ промена. Тоа значи дека со начинот на активност ние сме стимулирале една абнормалност која е стекната, а не е вродена. Всушност се случила дисрегулација на тие гени како резултат на надворешните фактори. Како резултат на претераната физичка активност. Значи со премногу голем стимул на мускулите, за тие мускули да одговорат на тие како една синергија, да кажам, кај младите луѓе, која е навистина можна, бидејќи се почесто во последно време се среќаваме со лабораториски, физички, клинички знаци дека луѓето, децата, односно младите спортисти се оптоварени. Значи ние ги ловиме тие делови, кои најчесто потекнуваат од родителите, се загрижени, нели, заради некои стандарди во однос на спортската кардиологија и всушност со детални испитувања ние можеме да утврдиме дека се јавуваат промени во начинот на кој што функционира телото на спортистот, а тој тоа не го чувствува. Дали тоа значи дека со промената на животниот стил, да речеме, со промена на исхраната, ако се јавиле некакви нарушувања во работата на кардиоваскуларниот систем, можеме да си го подобриме здравјето, ќе има резултат? Еве, ако се намали физичката активност. Доколку не настанале иреверзибилни промени, неповратни промени кои предизвикале оштетувања кои ние не можеме да ги поправиме. Тоа значи дека и начинот на исхрана всушност може да доведе до некои вакви епигенетски промени и кардиоваскуларни болести? Апсолутно. Да не одам толку многу во детали околу генетските моменти кои што влијаат, но докажано е дека храната со месо стимулира експресија на одредени гени кои предизвикуваат старење на клетките, сенесценција и предизвикуваат влијаат на регулирање на таа така наречена апоптоза, тоа значи програмирана смрт на клетките. Влијаат користењето на омега-3 масните киселини, влијае на конзервацијата или, како да кажам, виталноста на теломерите на хромозомите. Тоа се крајните делчиња, како врвците на патиките, кои што ги чуваат интактни тие хромозоми. Значи, генетскиот материјал треба да се чува. Значи, со одредени
присуство на омега-3, а тоа значи здрава риба, не значи само препарати, туку здрав начин на исхрана. Ние сепак не можеме да го постигнеме ефектот на суплементите, оноко колку што природата тоа нас не програмирала да го користиме. Храната богата со растителни продукти влијае на одредени, особено ресвератролот, зашто е здрави овие изофлавоноиди, антоцианини, пигменти во храната, зашто велиме овошјето и зеленчуците, особено бојните, се многу здрави. Заради тоа што влијаат на одредени сиртоини, тоа се протеини во клетките, кои што влијаат да клетките станат, да бидат витални, да имаат ефективни митохондрии. Митохондриите се нашите резервоари и продуценти на енергија. Фабрики за енергија. Да, така што на клетачно ниво веќе приказната е релативно јасна. Значи, механизмите на кои што влијаат сите надворешни фактори, енвиронментални, да ги наречам, амбиентални фактори, се јасни. Всушност, хипертензијата, еве ќе ја земам како пример. Јасно е дефинирана дека полигенски полиморфизми во гени, многу гени, се од една страна важни, нели, начинот на живење и старењето како процес со губење, нели, она како еластичноста на крвните садови, артеријал стифнес, вкочањето на крвните садови, која често пати ја среќаваме кај возрастните луѓе. Меѓутоа, еве нашава средина можам да ја посочам како пример, дека многу често се јавува кај помладите луѓе заради седентарниот начин на живење. Отсуство начин на физичка активност. Физичка активност, да. Сето она што ние го гледаме можеби некогаш како естетика, дебелина, неподвижност, компјутери, сите тие фактори доведуваат до порана појава на покачен крвен притисок, доколку би имале поинаков начин, доколку би имале поубави услови, нели, еден организиран транспорт, да не сме сите врзани со возила, да имаме повеќе патеки, да имаме повеќе незагаден воздух во зимното време, нели, што и не фрла во депресија многу често, па затоа имаме карактеристична дистрибуција на одредени заболувања или васкуларни настани во зимниот период, не толку чести во летниот период, освен кога се екстремните топлотни удари. Така што сето тоа влијае на евидентни начини, докажано преку овие епигенетски модели на функционирање на нашите клетки. Споменавте загаден воздух, но што е со токсините што не обкружуваат? Частичките на микропластика кои што се наоѓаат секаде, дури и во водата за пиење. Можат ли тие да доведат до некакви промени клетката на поинаков начин да почне да ги чита гените и да дојде до одредени кардиоваскуларни заболувања? Јас се изненадив на еден конгрес пред неколку месеци, кога видов на една презентација дека ми се чини на високо трето или четврто место воздушните полутанти котираат како фактори на ризик за кардиоваскуларни заболувања, значи за атеросклероза. Иако се невидливи и премногу мали тие партикули од метар 2,5 микрона, тие сепак можат да преминат бариерата на алвеолите и да навлезат во циркулацијата, се поврзуваат со одредени гени, односно делуваат епигенетски на таков начин што вршат индукција на гени кои ги стареат крвните клетки, кои влијаат на пролиферација, на здебелување на внатрешниот слој на крвните садови, на дисфункција на ендотелот, бидејќи тие циркулираат и имаат многу голема допирна површина со нашето васкуларно стебло. Тоа е огромно, ако ги замислиме нашите крвни садови, микрокрвните садови и нови начини на презентација, ние делуваме, да речеме, со помош на статините, на маснотиите, на атеросклерозата, со лековите за хипертензија, на васкуларната дилатација. Меѓутоа, како нов ентитет сега во кардиоваскуларната патологија изникнува микроваскуларната болест. Значи, проблеми со функцијата на малите крвни садови. Многу фактори се, меѓу кои и овие полутанти кои што ги споменувате, кои влијаат на начин што влијаат на дисрегулација на гените, онкогени, исто така и на овие во однос на експресија на гените кои што се одговорни за правилна функција и виталност на клетките. Ќе ги поканиме гледачите да постават прашања во денешната Телма амбуланта, почитувани од овој момент емисијата е контактна. Доктор Маја Шушкавска-Павковска, интернист кардиолог, е гостинка во студиото на Телма. Таа ќе ги даде одговорите на сите ваши дилеми, но и на бројните наши прашања предвидени за денешната емисија. Телефонскиот број веќе е испишан на екранот, така што ве очекуваме.
Покачената телесна тежина, веќе споменавте дека не е само естетски проблем, туку и здравствен. Но интересно е што може да се најде на еден термин, така наречен здрава дебелина. Па постои ли таква здрава дебелина, докторке? Тоа е условно кажано. Здрава дебелина е релативизирање на дебелината во однос на онаа дебелина која што е поврзана со хиперинсулинемијата. Хиперинсулинемијата е метаболен дел од мозаикот на метаболен синдром, при што центрипеталната дебелина асоцирана со хиперинсулинемија. Стомачната дебелина, да, стомачната дебелина е она што е најлош тип на дебелина и јас знаеме дека инсулинот е анаболик, меѓутоа анаболик значи дека не дебеле, ја стимулира абсорбцијата на глукоза во масните клетки, во хепатоцитите, во клетките на црниот дроб, меѓутоа високите инсулинемии постпрандијално, значи после оброк, се поврзани со макроваскуларни и микроваскуларни компликации. Тоа значи дека не мораме да имаме покачени масноти, значи имаме добра генетска предиспозиција за регулација на маснотиите, но храната богата со неадекватната исхрана и намалената потрошувачка, кои може да не доведат, која е типична практично за денешното живење, може да не доведат во состојба на хиперинсулинемија. Таа хиперинсулинемија стимулира мноштво процеси патолошки кои овозможуваат атероматоза, значи натоложување на масноти и повреда на ендотелот на крвните садови. Од таа причина овој тип на дебелина е најповеќе асоциран со кардиоваскуларни заболувања и со морбидитет и морталитет. Но доколку некој е рамномерно се распоредени масните наслаги, ќе има ваков проблем? Со инсулинемија? Индивидуално не би требало да биде до тој степен поврзано со или толку асоцирано со васкуларни компликации, меѓутоа тоа би можело да каже дека кај такви субјекти постои некаква физичка активација, а с голем калориски внес кој нели останува како суфицит и кој што се распоредува по сите органи. Доколку има правилна мускулатура и активност на таа мускулатура по целиот организам, тоа би значило дека има доволно мускулна маса која што ќе биде основа за добра метаболна потрошувачка, за добар базален метаболизам, кој ни е всушност многу важен фактор во нашето живење. Значи мускулатурата е дел од не само од естетиката повторно, туку е основа да бидат нашите коски здрави, да има доволно евен нов термин кој го запознав спремајќи се за емисијата, екзеркини, миокини, значи субстанции како ендорфините кои што влијаат поволно на нашето кардиоваскуларно здравје. Многу е тешко да се симне стомачната дебелина, но доколку се успе во тоа, ќе се намали ли ризикот за кардиоваскуларни заболувања? Да, доколку е само тој параметар. Меѓутоа знаеме дека и други фактори, други параметри се исто така важни. Еве тука би го споменала, иако делува можеби апстрактно или не толку поврзано, меѓутоа во овие наши нови упатства, нови препораки за кардиоваскуларни заболувања, се почесто се појавува факторот за психосоцијалниот стрес, анксиозноста и депресијата како фактор за кардиоваскуларни заболувања. Значи стресот може да доведе до сериозни промени, меѓу другото и епигенетски, ако не се лажам. Да. Ќе ги вклучиме гледачите, ќе им дадеме предност да ги слушнеме нивните прашања. Добар ден. Добар ден. Повелете. Ке ве молам едно прашање. Голем поздрав до докторката и до вас. Ви благодарам. Вака, јас сум 70 година возраст. А многу пати ми се дешава од време на време јако лупање во срцето и прескокнување при мерање на притисокот. Притисокот ми е од 90 највеќе до 140. Сега ме интересира, многу ме поти и несвесница ме ваќа пред една 10 дена. Несвесница јака ме ваќа и поти ме како со кофа вода на главата ми се стави. Па дали сам за прегледи некои, дали на ехо ми вика дека срцето ми било во ред. И друго прашање ако може. Дека срцето ви е во ред, така направивте таков преглед. Да, и друго прашање ако може. Ајде, може, секако. Унучето ми игра фудбал. Е малце здебелено, така да при играње на фудбалот му се десило да ноѓете од толка и надле едва ги изнеле од игралиште. Па сега од време на време така кога ќе игра фудбал, пак има проблеми. Па дали е до срцето или до коските?
Пошто Дали при имате консултација некакво со доктор ме прашање? викале Години ме, што дека точно се нагло случило? растење било, Така. затоа го болело затоа го болеле нозете, коските. Аха, значи И имал друго, болки ако во може да коската. ми кажете докторката кај работи, кај може да ја најдам. Така. Фала ви многу и поздрав. Ви благодарам за вклучувањето. Доктор Маја Шушлевска-Павковска работи во приватната здравствена ординација за интерна медицина и кардиологија. Доктор Маја Шушлевска. Повелете, докторке, има две прашања во едно. 140 со 90 во домашни услови за особа од 70 години е диастолен покачен крвен притисок, тој треба да биде под 80. На ехо може да биде нормален наодот, меѓутоа ехото е всушност снимање на срцето во една лежачка позиција, во смирена состојба, а нашиот организам нели треба да се снајде во различни состојби. И пририпувањата треба да се исклучат дали се, да речеме, толерабилни или се вовед во нека аритмија. Всушност, веќе на таа возраст постојат програми за скринирање на silent atrial fibrillation, значи за атриална фибрилација. Таа знаеме дека е аритмија многу важна да се превенира, бидејќи може да биде со сериозни последици и срцева слабост, меѓутоа пред се мозочен удар заради неправилноста на работата, така што пациентката треба да се исследува и најверојатно ќе треба да направи еден холтер да се сними. Што е тоа холтер? Холтер е снимање на срцевиот ритам во 24 часа, може да биде 48 часа и треба да направи еден пресек како работи срцето, да детектира абнормалности во ритамот, кои апсолутно ниту едно срце не работи без никаква минимална аритмија, нели во 0,1%, како ги земеме во предвид тие 100.000 удари, значи 100 прескокнувања не се некаков проблем. Меѓутоа, доколку имаме поврзаност на аритмија со нешто што би го нашле на ехо или на стрес тест, треба да се лекува за да може да се задржи оваа добра состојба, нели. Во домашни услови, кај особи кои што се до 65 години, се препорачува да биде притисокот околу 130. Така што добро е да направи дополнителни испитувања за да може да ја задржи оваа состојба. А што се однесува до незиното внуче, кој што игра фудбал и има проблеми со болки во нозете, може тоа сето да е поврзано со растот, гледна тоа дека се работи за педиатрија. Да, можно е, од моето искуство на што го знаме, може би се превежбува, а може би и премногу користи одредени мускули, па ги оптеретува одредени лигаменти. Се случува некаква диспропорција кај децата, мускулите се премногу јаки, а коските не се доволно созреани, па се чувствуваат такви болки. Значи, можно е да биде тоа, треба да се повнима, може би, ако има покачена телесна тежина, таа му влијае и го оптеретува повеќе во текот на активноста, бидејќи не може да работи повеќе срцето, целиот организам, па и мускулатурата. Така. Уште еден гледач ке вклучиме. Добар ден. Ало, добар ден. Повелете. Јас сум на возраст 69 години. Така. 2016 година бев на контрола на кардиологија. Ми правеа коронографија, така да немав никакво запишување, ама потоа со текот на времето одев на контрола, ми утврдија некој вид тахикардија или аритмија. Сега не знам која разлика е меѓу тахикардија и аритмија. Ми правеа електрофизиолошка студија. Ми рекоа дека со електрофизиолошката студија ќе се согори точката за да више не постои таа диагноза. Ништо не би дал тоа. Сега примам глоксан, амиодароне, аторис, по шема лекови и за притисок. До тука немав никакви проблеми. Со тек на времето јас чувствувам некое гушење на сабале, замор, не можам да се движам, притисокот не може да го стабилизирам. Сабале е негде 160 со 120, 115, потоа се стабилизира и вечер е стабилизиран, сабалето пак иде високо, 160, 120. Па сакам да ми каже докторката... Дали е во аритмија или не? Како, еве, докторката има едно прашање? Дали е пациентката во аритмија или не сте во аритмија? Дали се ги имате Па во аритмија? аритмија се правија физиолошка студија на електрофизиолошка студија на клиника. Така, и што ви кажа? Ништо, ми рекоа дека се појавила некоја врста друга аритмија или тахикардија, не знам што, и затоа беше неуспешно.
Аха, добро. Ви благодарам за вклучувањето во програма. Доктор ќе врсува што можете да го разберете, бидејќи сложена. Најверојатно се работи за аритмија атриална фибрилација со субстрат модификација, се вели, зоната која што ја произведува, потребно е да се ограничи со таа електрофизиолошка, но тоа мораме да кажеме дека една широка интервенција со може да има различен одговор, но пред се зависи од состојбата на предкомората. Прикажано е дека бидејќи ова се случува интервенцијата во предкомората, доколку е таа пренапната, ремоделирана, променета каде што се наоѓаат и тие спроводни патишта и патолошките спроводни патишта, не секогаш успела. Она што може да се направи е да се види како работат валвулите, каква е хемодинамиката на левата и десната страна на срцето и да се додадат лекови, бидејќи не спомна дека прима диуретици, бидејќи најчесто оваа аритмија е асоцирана со митрална регургитација, значи со враќање на крв или атриална регургитација како нов ентитет, значи треба да се види дали е потребна дополнителна терапија, бидејќи 120 диастолна хипертензија е навистина нешто што мора да се лекува. И да се сменат лековите и антиаритмиците, да се сменат дозите и така натака. Уште еден гледач ке вклучиме. Добар ден. Добар ден. Во програма сте, го очекуваме вашето прашање. Јас имам заболување Така? од кардиоваскуларно. На палецот имам рана, некоја и помодрува ми прстите, трпнат ми, страшни болки имам и бех на испитување на ангиограф, бех на Доплер и сега ми дадоа некои лекове. Цилецо и рупоидо и аспирин пијам. Ама никако не ми помагат. А знаете каква диагноза имате или не? Молим? Диагноза. Знаете што ви е диагнозата? Па диагноза недоволно крв. Некој како на десната нога немало. Немате добра циркулација, добро, немате добра циркулација и сега ви интересира што може да се направи понатаму. Ви благодарам за вклучувањето во програма. Докторке, што би советувала? Значи, промената на прстот, доколку е гангренозна или прегангренозна, и не одговара на оваа терапија, треба повторно да се јави на интервентниот кардиолог, кај кој што е правено и тоа исследување ангиографија, да се види дали е потребно да се направи интервенција, доколку конзервативната терапија со овој дилататор, циластазол, цилесето е лек кој што е навистина со одличен профил. Аспиринот знаеме дека ја олеснува циркулацијата, меѓутоа доколку нема одговор, треба да се примени интервенција. Што значи тоа? Да се прошири крвниот сад или да се направи байпас на крвните садови. Значи дилатација, стентирање, се она што нели не успеваме да го постигнеме со класичната терапија. Значи постојат индикации за интервенција кога се случува некакво вакво периферно страдање на нозете или на рацете. На нозете претежно, претпоставам дека се работи за палец на ногата. Но доколку се работи за гангрена, треба веднаш да се јави кај својот лекар или кај пластичен хирург за да може таа рана да се обработи, доколку веќе се јавуваат, што е сериозна состојба. Нема простор да се чека, треба веднаш да се интервенира. Доколку се јавуваат промени кои што асоцираат на гангренозни промени, значи на исхемија, каде што може да се развие инфекција, тоа треба веднаш да се реагира. Прво да се среди проблемот со прстот, а потоа да се види каква ќе биде стратегијата околу лекувањето на крвниот сад кој што не оневозможува нормален проток. Нормална циркулација на крвта. Ќе вклучиме уште еден гледач во денешната Телма амбуланта. Добар ден. Добар ден. Повелете. Сакам докторката да ја прашам за едно искрен одговор. Јас сум срчен болесник одавно, меѓутоа аортата стомачна, аневризма како се нарекува, ми е запушена. Минатата година, последен пат кога правев, прочитав дека само 2% има проток. Сакам да ја прашам, дали предизвикува болка аортата и често пати ја слушам како пулсира и ме боли, да речеме, тука кај од лева страна, па ми се шири надоле болката, па доле ми оди, ама и ми пулсира. Ве молам, кажете ми дали она предизвикува болка? Јас знам дека запушувањето е многу. Така. Ногата ми е отечена од колена нагоре до колкот.
Ве молам, ќе бидам на линија, ако треба нешто да ме прашате, ја имав и хируршки зафати едно 5. Можда сега треба пак да одам, имам проблеми со бешиката, и тоа дали ќе смеам да имам хируршки зафат. Така, понатамошен хируршки зафат со една ваква Ќе состојба. бидам Така, на линија. ви благодарам за вклучувањето во програма, докторке, што можете да советувате. Доколку стенозата на аортата има реперкусија. Значи, ова не ја невризма, тука е стеноза, стеснување. Значи, можно е да е хронична, со хроничен тромб, всушност аневризма, која што тромбот во внатрешниот лумен на аортата предизвикува обструкција на протокот, а тој да се пренесува на еден од главните крвни садови кои илијачните артерии кои нозете. Тоа може да предизвика болка во нозете и тоа е состојба која исто така треба да се расчисти, да се третира. Не е едноставна. Меѓутоа, постојат во денешно време современи методи, сложени интервенции, нели, да се замени тој веројатно инфрарерален под бубрежните артерии сегмент или да се направи стентирање. Значи, или хибридни методи дури постојат. Но она што во пракса заради ризиците во последно време се користи е стентирање на абдоминалната аорта. Можно е да е болката од стенотечната артерија, особено доколку се случува при напор, доколку при одење се комплицира одењето и пациентката приморена да застане, нели чувствува грчеви болки. Таа кажа дека во тој случај значи дека има намален проток. Но таа кажа дека има оток на ногата, значи може да врши компресија тој сегмент на вените кои паралелно се поставени со артериите и можно е да врши компресија на илијачната вена. Што советувате во однос на хируршки зафати кои што се поврзани со други здравствени проблеми? Доколку треба да се види во кој степен, дали ќе биде тоа парцијална ресекција на бешиката, дали е цистоскопија, некаква интервенција или целосно е потребно да се извади. Значи, со правилно планирање не е неизводливо. Меѓутоа, доколку имаме обструкција на крвните садови и кон бешиката, може би најверојатно ќе треба мултидисциплинарно да се и уролог хирург, и васкуларен хирург, и да се процени нели дали изводливо е. Во секој случај е изводливо, меѓутоа зависно од тежината на состојбата, не знам повеќе детали. Така, од тоа што можевте да го слушнете, толку можете и да дадете како насока, да го слушнеме следното прашање од гледач. Добар ден. Дали го имаме следниот гледач на линија? Добар ден. Да, ве слушаме, повелете. Јас се извинувам да прашам нешто. Така, секако. Мојата ќерка е 34 годишна, има инсулин покачен, инсулманија, тоа и го најдоа сега, и триглицеридите се покачени. И сакала докторката да ја прашам дали ова е излечиво, бидејќи она е веќе доста дебелка, во стомакот е доста поправена, мислам, дебелена, и има оние јајници, како ги викаат... Полицистични јајници. Да, полицистични јајници. Дали има лек за тоа и дали се лечи? Ви благодарам за вклучувањето во програма. Повелете, докторке. Едно класично прашање кое што пред 15 на 20 години никој не ни знаеше што е инсулин, инсулинемија и така натака, меѓутоа просечната тежина сигурно не била што е оваа денешна просечна тежина. Исклучување на концентрирани јаглехидрати, за сметка на тоа секојдневно користење на здрави продукти, овош и зеленчук и обврзно физичка активност, регулирање на сонот. Значи, тоа би била ефикасната формула за една млада особа 30 на години. Значи, секојдневна физичка активност. Тоа е всушност она што претходно го спомнавме како епигенетика. Со употреба на глукофаж, односно метформин, сензитајзер нели на инсулинот, знаеме на каков начин делува, може да се подпомогне, меѓутоа студиите покажуваат дека без разлика дали се користи овој сензитајзер која зголемува ефикасноста на нашиот циркулаторен инсулин кој е во поголема концентрација, физичката со помош на физичка активност се добиваат истите резултати. Значи физичка активност и промена во исхраната. Да. Обично на овие жени им е навистина тешко да ги намалат килограмите, бидејќи полицистичните јајници се поврзани со покачениот инсулин и тоа е една тешка битка, но со упорност очигледно дека ќе се добијат резултати. Не е лесно да го репрограмирате вашиот организам, доколку сте навикнати на одредени... Тоа, значи, ние сме еден систем во континуитет, во инерција. Ефектот на храната што ја има концентрираните јаглехидрати
ќе ни биде проблем да го смениме во текот на неколку недели. Обично се работи за неколку недели. Бидејќи делува допаминска, серотонинска... Зависност создава. Да, просто кажано, навистина создава зависност. Всушност, ние треба, не сакам да го користам тој збор зависност, меѓутоа треба задоволството да се најде со нормалните активности. Некога сме навечер уморни ние да постигнеме покотка чоколадо или чипс или не знам храна која е всушност отров за нашиот организам, тотално непотребен. Туку потребно ни е да направиме прошетка. Сега тука произлегува проблемот каде да направиме таа прошетка, во јануари месец или во декември. Но сепак треба да изнајдеме решение за да не западнеме во состојба на таа долготрајна хиперинсулинемија која што на секаков начин ни го старе организмот. И на нашата виталност, флексибилност на организмот и на нашето расположение. Значи не е лесно да се излезе од таа состојба. Но може да се обидеме на начин што нема да купуваме чипс, нема да купуваме чоколадо, нема да купуваме сладки работи, едноставно ќе ги немаме во домот кога ќе дојдеме да не во таква некаква криза. Имаме убави јаболка, да се потрудиме да најдеме некои природни јаболка, ореви, маслинки, значи сте што е храна која е природна и која е непроцесирана. Од време на време може да се почастиме со пица, она класична пица, меѓутоа доколку сакаме такви облици на храна, кои што во принцип со хиперинсулинемија, јагле-хидратите навистина и се популарно е, луѓето ги исклучуваат и заради ефектот на глутенот и се зголемената честота на алергии, глутенски ентеропати, нетолеранција на бело брашно, нетолеранција на лактоза, млечни производи, и се повеќе слушам за такви освестени луѓе кои со промена на исхраната, не до толку радикално, туку само со исфрлување на овие два продукта, имаат навистина добри резултати. И без двоумење со физичка активност. Ајде да ги слушнеме и другите двајца гледачи што очекуваат вклучување во денешната Телма амбуланта. Докторке, нема да можеме денеска да го реализираме предвидениот концепт. Секогаш ќе има простор за уште едно гостување, сепак секогаш предност имаат гледачите. Добар ден за следниот од нив. Добар ден. Ало? Во програма сте, повелете. Ало? Во програма сте, ве слушаме. Добар ден. Добар ден. Поздрав до емисијата и до докторката. Благодарам. Едно прашање. Секако. Во синусов ритам сум. Во синусов ритам ми е срцето со распон на фреквенцијата од 52 до 132 мм и се регистрираат ретки свес и вес. Вика срцеви паузи нема. Дали треба да се направи физиолошка студија? Така, ви благодарам за вклучувањето. Не можам да кажам, бидејќи ова е 24 часовен, може надвор од ова снимање, ова е 24 часовен холтер, а надвор од ова снимање можно е да се случуваат некакви настани. Значи не секогаш на холтерот не се секогаш. фаќа се. Значи тоа е само еден ден, практично 24 часа од работата на вашето срце. Затоа постојат луп рекордери кои што се имплантираат подкожно и кои снимаат постојано. Па може да регистрираат епизоди на паузи, на вентрикуларни тахикардии, на атриална фибрилација и така натаму. Она што може да го направи пациентката е да направи стрес тест, па да види како изгледа тоа како изгледа одговорот на срцето на напор. Не ја знам позадината на тоа испитување, може да биде тотално бенигна, а може да крие некој друг настан. Значи дополнителни испитувања, следење. Тоа е многу важно, да направи електролитен статус, да го исследува, не знам ни возраст. Преку крвта се прави. Да, електролитите се многу важни. Нешто што ни е најважно кога анализираме срцев ритам е да испитаме или ако има некакви отстапувања, да испитаме во каков амбиент работи срцето, бидејќи овие сигнали или таа активација, деполаризација, реполаризација се строго зависни од натриум, калиум, калциум, магнезиум и така натака. Или затоа почесто користиме магнезиум, ете тука повторно магнезиумот како епигенетски фактор во регулација на стабилизација на срцевиот ритам. Пациентката исто така не спомна дали е по терапија, нели тој распад на фреквенција, дали е спонтан или е во услови на некакви лекови кои ги зема. Значи потребни се дополнителни испитувања, а да го слушаме прашањето на следниот гледач. Добар ден. Ало, добар ден. Повелете. Едно прашање, поздрав до докторката и до вас. Ви благодарам. Јас имам 62 години, имам ангина пекторис. И правена имам исто коронографија, али се во последно време многу има мускулите бодат претеризам, 2 години не се излезена никаде, не можам да излезам да одам.
Штом пешат со 50 метра, многу се пота, цвета жива вода ќе се напса и од 50 метра понатака не може да ода. А нон-стоп болки има од мускулите. Нон-стоп пија лекови, цркна, плача ко дете мало. Ништо не може да стане, има докторката уште едно прашање за вас. Дали пие статини? Како атро? Зема вака, не сме да пие овие за циркулација, пошто ми прскаат капилари. А статини дали зимате за намалување на мастите во крвта? Нема мастија никакви. А, немате. Нема Дали има диабет, дали има дебелина? А дали имате диабетес? Не, ништо нема таква работа, ништо. Покачена телесна тежина? Терапија прима за срцето редовно, за притисок прима. Каква е вашата телесна тежина? Покачена или не? Па, не, средно со онака. Добро, значи умерено. И сега не знам што да правам, дали е ово од срцето нешто или не знам, потрката од мускулите. Што би можело да биде, еве сега врз основа на она што ни го кажавте, сепак е ова едно јавување во програма. Терапија редовна и за притисок, и за срце, и за се, така, и за тахикардија, и за се. Ви благодарам за вклучувањето во програма. Имам уште 2 минути до крајот на емисијата, докторке, повелете. Не можеме да одговориме конкретно на напор кога се случува да не може да оди. Значи, можеби е предозирана со терапија, премногу паѓа притисокот. Можеби има бета-блокаторска терапија, не разбравме кои се лековите што ги прима, а можеби се работи и за, или мораме да го исклучиме тоа, срцева слабост со сочувана инжекциона фракција. Тоа значи дека во мирување ехото укажува дека има нормална контрактилност на левата комора, меѓутоа ако пациентот го ставиме на напор, ќе видиме дека тоа неадекватно се полни, на почетокот го спомнав тоа, за покруто срце, кое што доаѓа со возраста, но вообичаено, кај жени кои имаат диабет, дебелина, хипертензија, се почесто го регистрираме како причина за срцева слабост. Значи, нормална е контрактилноста, меѓутоа на напор срцето не одговара адекватно и не може да заврши својата работа, па се јавуваат токму овие тегоби. Стрес тест треба да се направи? Стрес тест и веднаш потоа може да се направи ехокардиографија во која што се мерат тие диастолни параметри. И може да направи лабораториски испитувања кои што се покачени кај овие пациенти, напнувањето на предкомората, ширењето на тие сегменти индуцира секреција на сигнални на субстанции, натриуретични пептиди, или кои организмот сам си ги лачи за да може да му помогне на кардиоваскуларниот систем и кои ни се на нас маркер дека ништо се случува, дека срцето работи под повисок притисок. Значи, потребни се повеќе исследувања за да може да се каже дали има таква состојба или се работи за нешто друго. Понекогаш се случува да пациентите се предозираат со лековите, па да им паѓа притисокот, а тие не го мерат нели кога се во услови надвор и да срцето работи во несоодветен амбиент, нели ако е организам 70 години, 140 се смета дека е прифатлив ако треба да го намалиме притисокот, бидејќи дополнително снижување кај оние кои не можат возрастни луѓе тоа да го поднесат, предизвикува помала перфузија на коронарните крвни садови. Значи притисокот во коронарните крвни садови паѓа, па срцето не се напојува и всушност постои релативна исхемија со индуцирана од лекови хипотензија. Значи треба се направат дополнителни испитувања. Секако и да се види дали се работи за нешто што се третира, тоа да не заборавам да кажам, постојат лекови за оваа дијагноза. Докторке, ви благодарам многу за вашето денешно гостување и за бројните појаснувања на прашањата на гледачите и секако на дел од нашите. Ви благодарам, ми беше задоволство. Почитувани, тука ја заокружуваме денешната Телма амбуланта. Ви посакувам пријатен ден.